Околу 650 случаи на семејно насилство се регистрирани досега во невладината организација Женски форум во Тетово. Организацијата постои од 2002 година, а во рамки на здруженијето функционира и Центарот за правна помош. Долги години ова здружение е место каде што се обраќаат жените жртви на семејно насилство. Како единствена ваква организација во овој регион, фокусот на работа е жената и женските права. Од почеток на нашето работење, јас сум вклучена како адвокат во Центарот за правна помош и можам да кажам дека од почеток од 2002 година до сега низ Центарот за правна помош поминале околу 600 до 650 жртви на семејно насилство. 99% од нив биле жени, жртви на семејно насилство, во тој 1% спаѓаат мажи, но ниеден од нив не е злоставуван од сопругата, туку од децата. Што значи дека жртви на семејно насилство најголем дел, како што спомнав, се жените. Во текот на работењето сме имале разни случаи со разна тежина на секој од нив. Сите случаи се внимателно анализирани, проследени до надлежни институции и во најголем дел од случаите имаме разрешници. Дали судска, дали во управна постапка, во зависност од тоа кое право на жената сме биле во ситуација да го заштитиме. Од Женски форум велат дека изградиле добра соработка со сите засегнати институции. Бројката на пријавени случаи се намалила, па од здруженијето овој податок го оценуваат позитивно. Во почетокот на работењето имавме повеќе пријавување на случаи на семејно насилство. Во последнава година, од месец јануари до денес, имаме околу 40 жртви на семејно насилство, што представува малку намален број во однос на до пред неколку години. И мислам дека тоа се должи на нашата активност со цел на подигање на свеста за пријавување на семејното насилство, но и делување на свеста на насилниците и евентуалните насилници, дека во државата постои казнен систем што го санкционира ова дејствување и заканата од казна, мислам дека преку промовирање на законската регулатива предизвика да се намали бројот на семејно насилство. Адвокатката Тимосиевска вели дека најголем број од случаите си добиваат судска разрешница. Што се однесува до судските постапки, ние имаме специјален закон за заштита од семејно насилство, кој содржи изрекување на превремени мерки за заштита, и тоа е прва точка од која се поаѓа при заштитата на жената жртва. Тоа се еден сет на мерки кои во зависност од случајот судот ги изрекува на предлог на оштетената страна. Понатаму имаме еден повисок степен на заштита во смисол казнување во кривична постапка. Исто така сме добивале и добиваме казни во зависност од тоа дали жртвата ќе остане доследна до крајот на постапување преку Министерството за внатрешни работи до основното јавно обвинителство се поднесени кривични пријави, сторителите се казнети соодветно на тежината на стореното кривично дело. Услугите кои ги нуди Центарот за правна помош во рамки на Женски форум се бесплатни. Ова организација долги години е символ за професионалност, истрајност и успех во полето на заштитата на правата на жените. Членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Трајко Славевски денес го посети Тетово. Неговата посета е дел од турнијата која ја реализира опозицијата низ повеќе градови во земјава. Целта е да се слушне мислењето на граѓаните и проблемите со кои тие се соочуваат. Тука сме да собереме мислења, идеи, предлози од граѓаните, како што тоа го правиме секогаш во минатото,
ние имаме подлогата, имаме визија како на економски план, затоа што економските прашања се и прашањата на вработувањето, животниот стандард и така натаму, она што најмногу ги засега граѓаните, да понудиме на програма која што ќе ја поттикне економијата кон побрз раст. Тука ни се неопходни корекциите, предлозите на македонските граѓани, затоа, како што гледате, ја крстосуваме Република Македонија и денес тоа го правиме во Тетово. Без разлика што ќе биде одлуката на 15-17 овој месец на Европскиот совет, затоа што е многу неизвестно дали Република Македонија ќе добие датум, каков датум, чист, со услови и така натаму и така натаму. Сакам дека да истакнам дека владата или партијата ВМРО-ДПМН во изминатиот период на секој можен начин придонесувала, без разлика дали е на власт или е во опозиција, за остварување на евроатлантските интеграции на Република Македонија. Доколку ја добиеме довербата, на тоа работиме, на граѓаните на идните парламентарни предвремени избори, веруете, ние ќе составиме тим кој што до тој степен ќе го забрза процесот, доколку добиеме датум за преговори, што ќе го скратиме не за месеци, туку за години на приближување на Република Македонија кон стандардите на Европската Унија, она што го заслужуваат македонските граѓани. Славевски рече дека граѓаните најмногу се загрижени и сакаат да разговараат за економските прашања, вработувањата, работните услови и животниот стандард. Нова канцеларија на Сдруженијето Вешта жена денес се отвори во Тетово. Ова сдружение долги години работи на организирање низа активности, а голем дел од нив се од хуманитарен карактер. Сега Сдруженијето се вклучува и во областа на давање услуги, како на пример грижа за деца и стари лица. Се појави потреба за сите граѓански потреби на градот, а тоа е посебно за чување на дечиња, за чување на стари лица, но преку локалната. Ние добивме проект кој што проект го реализиравме, обучивме 50 медицински сестри за чување на стари лица и деца до 2 годишна возраст кои во одреден период не се во можност да бидат во градинка, значи тоа е за во домашни услови, но за да можеме да имаме координација за се комплетно, канцеларијата ќе биде отворена, за членување ќе мора да постои, за членувањето е бесплатно, со тоа ние создаваме една група на наши побарувачи на услуги, а воедно и давачи на одредени нивни барања. Например, имаме ние сега втор проект кој ни го одобри локалната за обука на друга група, но оваа група секако ќе биде во ноември месец и се надеваме со нашите активности поврзани за нашите членови, како и до сега, ќе бидат со патување, со едукации, со културни настани. Наш најголем културен настан е етно вешта жена, но сега воедно се вклучуваме и во месецот на книгата. Денес и утре на нашето годишно, значи поводот и годишното собрание. Овде се присутни и дојдени од 20 града од Македонија председателките на ограноците, затоа што центарот на Вешта жена е токму во Тетово и очекуваме дека со вака јавно објавување каде сме и што сме, ќе успееме да привлечеме голем број на луѓе кои што не само да примаат услуги, него и да даваат. Од Сдруженијето најавуваат дека еднаш месечно на новата локација ќе се организираат настани кои се својствени за нив, а тоа е подготовка на храна од вештите раце на членовите на Сдруженијето. Од 7 до 13 октомври ќе се одржи новото издание на Тетовскиот интернационален филмски фестивал ОДА. На ова 8 издание ќе учествуваат голем број на филмови од повеќе земји во светот, а на 12 октомври во сабота тетовци ќе може да уживаат во прикажувањето на мегапопуларниот Медена земја. Како сегаш ние барем до сега успеавме да направиме една многу богата програма која во себе подржи повеќе категории, почнувачи од работилници, кои многу се битни и кои ни дават многу можност
од начинот на апликации по се до реализација на филмови. Што е побитно? Ние цело време се трудивме да градиме една програма која се вика Children Panorama, која пред се дава можност на нашите деца да им овозможиме да градиме репертоар и да доаѓат во фестивал и да гледат филм, да го чувствуваат тоа што сите други држави и сите други градови ја имат таа можност. И во ова покажуваме две филмови во две категории. На прв циклус и второто е на адолешенти. После доаѓаме на краткиот филм, во која не треба да заборавиме дека ова година постигнавме многу резултати. Од самиот флукс на апликации кои дојде до 3963 филмови од 113 и на крај до 120 држави, од кои ние ќе представуваме 105 филма во нашиот град. За кој стварно сме многу радосни, пошто пружиме нешто што дури и институциите, националните институции имат проблем сето тоа да го направат. Главната надпреварувачка програма е програмата Сине Балкан Панорама, во која ќе представуваме пред вас 8 филмови. И мислам дека ова е толку јака програма и тие се толку добри филмови, што не знам за себе, туку жирито ќе има голем проблем. Ние им посакуваме да поминат сите среќно. Ако сакате ги набројам и филмовите кои доаѓаат во таа категорија, значи во категоријата Сине Балкан Панорама, Македонија се представува со филмот Honeyland, филм кој мислам дека цел свет веќе зборува за тој филм и ние го чекаме да го гледаме сите заедно и многу сме радосни за тој филм. Еден од најискусните тетовски тренери, Тони Јакимовски, ја имаше првата активност со фудбалската репрезентација на Македонија до 15 години. Јакимовски како селектор на селекцијата настапи на развоен турнир на УЕФА во Сан Марино. Нашите надежи таму забележаа 2 победи и 1 пораз. На првиот надпревар Македонија забележа победа од 6-0 против домаќинот Сан Марино, додека во второто коло беше поразена од Летонија со 3-1. На последниот надпревар Македонија ја совлада Андора со 4-0, со што го верификуваше второто место на турнирот. Турнирот беше организиран од страна на УЕФА, значи тоа се настани кои тековно секој месец се одржуваат заради тоа што тие играчи кои се влезени у концептот на УЕФА Академијата при ФФМ, тие тренинг сесии што ги има мора да се валоризираат со тоа што мора да се играат и настани. Тие се развојни турнири кои УЕФА ги организира баш заради тој развој на тие играчи и едноставно ги припремаме на некој начин за она што следи покасно. На тој турнир, значи, како гости бевме ние, значи, репрезентацијата на Македонија U15, репрезентацијата на домаќинот Сан Марино, репрезентацијата на Латвија и репрезентацијата на Андора. Значи, првиот надпревар го одигравме против домашната селекција, го победивме тој надпревар со 6-0. Вториот надпревар го одигравме, значи секој, да кажем, ден има надпревар, ден е посветен за одмор и после тоа следи нов надпревар, значи за 5 дена одигравме 3 надпревари, со тоа што вториот надпревар против Латвија го загубивме со 3-1 и последниот надпревар го одигравме со екипата со репрезентацијата, на Андора, кој го добивме со 4-0. Така да тоа е она што моментално се случува околу таа наша репрезентација, затоа што наредниот ваков настан е декември месец, каде што имаме гостување со репрезентацијата на Кипар, исто, значи U15, така да се надевам дека повторно ќе бидеме добри. Едноставно тоа се работи кои ни покажуваат во која насока оди репрезентацијата и нашата работа. Најголемиот дел од играчите во репрезентацијата беа селектирани од УЕФА Академијата, што функционира во ФФМ, каде што сте исто така тренер. Кажи ми нешто околу Академијата, значи на кој начин функционира, како се селектираат децата и слично. Вака се, тоа е значи еден проект кој функционира во рок од 2 години, каде што тие дечиња влегуваат после селекцијата која се одржува низ целата територија на Република Македонија, меѓутоа последната година е концептот сменет, затоа што сите тие национални академии кои функционираат на територијата на Република Македонија, како што се значи Тетово, Скопје,
Штип, Струмица, Битола, Прилеп и од тие сите национални академии се пријавуваат, значи дечиња кои права да дојдат на тие селекции, како што кажав, у националните академии кои функционираат низ државата, и се прави бројка од 600 деца кои поминуваат 3 филтери за да се дојде до таа бројка од 60, значи деца кои поминуваат низ тие 3 филтери, и на крајот се одржува, значи, едно завршно, да кажам, селектирање, каде што од тие 60 академијата влегуваат 25. Значи, после тоа, кога се случи да од деца да влезат у таа национална, академија на УЕФА, тука им се обезбедуваат, значи, услови за сместување. Едниот дел од Фудбалската федерација, значи, првиот дел е администрацијата, вториот дел е пренаменет, тоа е, можем да кажем сега, еден хотел кој има 3 спрата, каде што на долниот, значи, функционираат, имаме училници, имаме кујна, свој собствен ресторан, каде што децата имаат, значи, можност да јадат, значи, доручек, ручек, вечера и ужинки измеѓу тоа. И вториот дел е, значи, сместувањето, каде што тие има двокреветни, можеби 2-3 има и трокреветни соби, значи, тука спијат. Обезбедено им е, значи, училиште, каде што учат по специјална програма која е изготвена за нив, заради тоа што, нели, имаат напорни тренизи, им треба време да се до тоа го надминат. И третиот дел е каде што ние како тренери имаме своји, значи, апартмани, заради тоа што имаме обврски, се работи 2 недели, значи од сабајле 2 недели попладни, кога наидат турнири кои се од овој вид, значи има потреба да се остане, плюс тука имаме, значи, вклучено и ментори кои го контролираат тој социјален, едукативен дел, и едноставно да тие деца им се возможи после напорната работа, тренинг, училиште, малку и, нели, разумно да се носат на настани како што се концерти, театар, кино, одат на базен, имаат пейнтбол сесии, така да тоа е, мислам, нешто што функционира многу добро. Тоа е она што се однесува до, значи, тој организацијски оддел. Сега кога ме прашавте околу настаните, околу селекцијата за овие турнири, значи, не дека имаат предимство само тие деца кои се вклучени у тој проект што функционира во академијата, туку едноставно ние кроз тие настани, значи, имаме лига, играме со сите тие клубови кои се од нашата држава на ниво на таа генерација У15, значи работнички Вардар, Шкендија, и од тука црпиме, значи, дополнителни кадри кои покажат, значи, квалитет, и едноставно се формира таа селекција на некој начин како преднастан на она што следи после, кога тие децата после 2 годишниот, значи, престои у академијата, преминуваат у генерацијата У16, каде што и е таа у суштина официјална репрезентација, каде што има квалификации за европско, за светско првенство. На некој начин ние сме како некоја си филијала или продукција на идни репрезентативци. Така да мислам дека овој проект е доста добар и тоа е направено со цел само да се даде на некој начин пример како сите тие клубови кои, нели, ги имаме у нашата држава, прволигашки и второлигашки, би требале да функционираат и како едноставно би дошле до тие кадри, затоа што ако немате вакви услови, први тоа што ние таму имаме, кажам, значи, сместување, храна, спијање, училиште, тренинг, и едноставно мора се посвети на тој фудбал за да утре бидете и професионалец и репрезентативец. Јакимовски во својата тренерска кариера ги предводеше тетовски Тетекс и Дрита од Боговиње, како и голем број на екипи од нашата земја и од странство. Во играчката кариера покрај за Тетекс и Скопски Вардар имаше интернационално искуство во францускиот прволигаш Дижон. Времето денес беше променливо облачно со сончеви периоди. Конкретно на денот ќе има услови за слаб локален дожд. Ќе дува умерен ветер од западен правец. Температурите се движеа од 7 до 19 степени Целзиусови.
Времето утре ќе биде сончево со умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Температурите ќе се движат од 5 до 19 степени Целзиусови.